склучените договори помеѓу општината Центар и авторите се разликуваат од заклучоците на Советот на општината Центар, односно општината склучувала договори и со други автори, а не оние кои што биле избрани од страна на одборот како најдобри решенија. И како илустрација за склучен договор со различен автор од оној кој што го избрал, утврдил одборот и за кој донел заклучок Советот, е споменикот на Методија Антонов Ченто, каде што Советот донел заклучок со кој е прифатен извештајот на одборот, кој што го избрал авторот Александар Ивановски Кадаре од Скопје, додека договорот е склучен со авторот Димитар Филиповски, кој што бил второ рангиран од одбор. Во фазата на јавна набавка, во постапувањата во општина Центар забележена една меѓуфаза, односно воведување на постапката за јавна набавка согласно членот 99 од Законот за јавни набавки, односно непосредно преговарање со избраниот автор за да се дојде до економски најприфатлива цена, пошто се пристапувало кон склучување на договори за изработка на моделите. Значи, зборуваме само договор за изработка на модел. Анализа на во овој дел од постапката подетално ќе правиме во втората фаза од нашата работа, но сега сакаме само да илустрираме нешто што се разбира понатаму ќе биде предмет на наша анализа, колку тоа преговарање кое што се правело за да се стигне до поекономични понуди или договори, навистина водело до економичност. Например, повторно за илустрација споменикот на Методија Антонов Ченто. Сумата на договорот е 86.410 евра. Јас ова го кажувам сега намерно само во евра, затоа што и целата предмер и пресметка таму е дадена во евра. Ние имаме таму за изработка на релјефи со мотив од животот на Ченто со вкупна површина од 9 метри квадратни или 1500 евра по квадрат, тоа се 9000 евра. Уште еднаш ќе потсетам, зборуваме за изработка на модел од гипс, од кој што потоа треба да се прави вистинскиот релјеф. Овде зборуваме сега само за изработка на моделот, кој што се работи во оригинална големина, за да се понатаму продолжи во градење на споменикот. Изработка на гипсен модел со висина од 5 метри, со рок на изведба 10 месеци, вкупно 77.850 евра, вклучувајќи ги следниве позиции. Изнајмување на хангар 6 евра од квадрат или 16.000 евра, сметка за струја 2250 евра, загревање на хангарот 600 евра, дипломирани вајари со работници 25.000 евра, помошници 8.000, храна и пијалоци 9.000 евра, односно 2.000 денари дневно, а гипсот од целата оваа сума чини најмалку, значи 1.500 евра, а авторскиот хонорар е само 15.000 евра. И затоа велиме дека ова ќе биде предмет на потемелна анализа понатаму кога ние ќе работиме. Или вкупно само за разработка на идејни решенија. Значи само за идејни решенија и модели од кои што понатаму требало да се градат спомениците се потрошени 446 милиони 0,42.605 денари, а некои од објектите во рамки на проектот Скопје 2014 за кои идејните решенија се изработени и платени, се уште не се поставени. Се навративме делумно и на постапката за јавна набавка за финалната изведба на спомениците, затоа што како течела работата, откако ќе се направи моделот, се оди со јавна набавка и се бара понудувач кој што ќе понуди најповолна цена за изработка на финалната скулптура. Дали тоа ќе биде лиење во бронза или изработка на мермер. Дури скулптурите во мермер се работеле во Италија на основа на оригиналите, односно макетите кои што биле испраќани од овде во Италија. Од досегашните согледувања за тоа како се спроведувани овие постапки, кои произлегуваат од многу мал број на добиени документи, ние можевме сепак да согледаме некакви неправилности. Во извештајот како илустрација наведуваме некои од нив.
Значи, прво, во однос на барањето од Законот за јавни набавки за недискриминација на економските оператори, согледавме дека некои од барањата кои што се вградени во огласите за јавни набавки, како елиминаторни, веќе ја исклучуваат конкуренцијата и таков бил случајот при градење на споменикот на Александар Македонски, кога во самата тендерска документација се барало минимум 3 милиони евра годишен обрт за последните 3 години, што автоматски доведува до исклучување на голем број понудувачи да се јават како понудувачи на овој тендер. И она што се однесува на транспарентноста и интегритетот на работењето во постапките за јавни набавки, најдовме примери во кои вредноста и видот на споменобележјето што требало да биде градено се менувало во текот на постапката. Како пример го наведуваме споменикот на Никола Карев, кој според целата документација што ја имаме е изведен во мермер, а ние сите го гледаме дека стои пред Собранието на Република Македонија во бронза. Значи, со решение на градоначалникот од 3.6.2008 година утврдена е потреба за јавна набавка за услуги лиење во бронза на конјаничка скулптура на Никола Карев. Вредноста на јавната набавка за лиење во бронза е 5 милиони денари. На денот кога бил објавен тој оглас за јавна набавка во Службен вестник на Република Македонија, градоначалникот донел решение за измена и дополнување на претходното решение, во кое што вредноста е зголемена сега на 45 милиони денари, со образложение дека овој споменик треба да се изработи во мермер, поради што претходно утврдената цена од 5 милиони денари не е доволна за ваква измена. Еве го споменикот на Никола Карев, како што можеме сите да го видиме. Ние исто така бевме соочени со еден факт ваков. Значи, од работењето, од се она што можевме да го изанализираме од документите кои што ни беа направени достапни, ние констатиравме дека при водењето на овие постапки констатирани се поголем број на незаконитости. Значи, го употребивме терминот незаконитости затоа што навистина станува збор за повреда на законите или за непочитување на во закон утврдените постапки. Прво, општината Центар немала надлежност за изведување на овој тип објекти. Второ, општината Центар немала надлежност за изведување на објекти на реката Вардар. Трето, градоначалникот на општината Центар не постапил согласно својата законска надлежност и должност за контрола на законитоста на прописите што ги носи Советот на општината. Четврто, сериозно е нарушено функционирањето на правната држава, односно владењето на правото, и тоа како на локално, така и на централно ниво. Петто, насочувањето на парични средства за оваа намена од централниот буџет на сметка на општината Центар нема законска оправданост. Реализацијата на проектите се одвивала на начин кој што создава простор за нерегуларност и злоупотреба на буџетските средства, и во многу значајни фази од постапката реализацијата на проектите била оставена без јасно видлива и ефикасна контрола. Ова се нашите досегашни наоди, согледувања и заклучоци. Комисијата ќе продолжи со подетелна анализа и евалуација на спроведените постапки за јавни набавки за финалната изведба на споменобележјата во својот втори извештај,